Помали количини природен мед и повисока цена. Годинава пчеларите се жалат на намалени приноси на мед во некои предели на земјава поради климатските промени. Воедно велат дека биле принудени да ја покачат цената на истиот поради зголемените трошоци. Па една тегла мед сега се продава од 800 до 1000 денари. Сите се жалат дека дали пчелите ви одат на бензин, но пчелите не одат, ама пчеларите с кои сакате да имате мед од чиста околина, од еколошка околина, тогаш мора пчеларот да иде секојдневно на своите пчеларници за да ги обслужува пчелите. Ние како пчелари од Македонија влегува во ова година со многу големи загуби, реално. И затоа ова година има и помалку мед. Не е проблемот е од климатските промени, но и од несериозноста. На рафтовите во маркетите и на пазарите има голем избор на мед, но претежно тој е увозен или без потврда за неговиот квалитет, велат пчеларите. Значи мора да се извршат детални анализи што точно се продава, реално. Ама од институциите, не од нас како здружение. Ние немаме властоње да преземаме тука и да се санкционираат таквите продавачи. Значи навистина има голем број на фалсификуван мед кој што се увезува, кој што се произведува тука. За сузбивање на нелојалната конкуренција, министерот за земјоделие Љупчо Николовски вели дека од идната недела ќе се формира работна група, која ќе работи токму во таа насока, за субвенции да добиваат само сериозни пчелари. Мора да ги откриеме манипулациите и злоупотребите кои што се прават во системот и токму тоа е една од темите кои што со членовите на подсекторската група, кои што дел се и тука внатре, договоривме од понеделник натака во Министерството на редовните состаноци на подсекторската група да бидат една од клучните теми. Секако дека здруженијата тука сметам дека најмногу може да помогнат и да дадат најдобри предлози и идеи како да го реформираме и реорганизираме моделот на субвенционирање во пчеларството, заради тоа што се повеќе пари даваме, а се помалку мед гледаме. Со цел промоција на природниот и квалитетен мед, здруженијата Полошки мед и градот на пчелите по 4ти пат во Тетово организираат меѓународен фестивал на медот. Во просториите на Државниот универзитет денес органолептичка комисија оценуваше примероци мед на 260 пчелари од 21 земја. Ова значи дека од денес во следните 3 недели Тетово ќе живее во знакот на пчелите и во знакот на медот. Мене ми е особено драго, бидејќи, како што кажав, гледаме заедничка работа на две здруженија, Градот на пчелите и Полошки мед, здружени во исполнување на една иста национална цел, промоција на македонскиот мед како еден од најквалитетните. За уште поголема промоција придонесува, како што кажав, Министерството, кое финансиски ги поддржува овие манифестации со износот некаде 250.000 денари и ова се дел од тие 47 манифестации кои што оваа година достигнавме рекорд на апликации и рекорд на финансиска поддршка која што Министерството ја дава и особено е значајно за нас што имаме повеќе манифестации кои што го третираат или ставаат фокусот на медот, на пчелите и на оваа значајна гранка во сточарството, која што е застапена кај нас. Јас сум многу задоволен кога гледам дека монстрите од 4тиот пат и монстрите од првиот надпревар имат голема разлика во однос не само на квалитетот на медот, туку и во однос на презентацијата и би бил многу среќен ако 10% од пчеларите почнуваат да работат секојдневно по овие стандарди и гледаме дека овој надпревар стварно помага за да се дигне квалитетот на македонскиот мед, што јас сум сведок на тоа дека нашиот мед не само тука што произлегува дека еден од најквалитетните, туку и во други меѓународни надпревари за квалитет на медот во Нови Сад, во Тузла, во Апимондија, во Турција, зема највисоки оценки. И мислам дека ние треба повеќе да работиме на презентација на нашиот мед, пошто Господ ни го дава таа клима за ние да произведуваме квалитетен мед и треба да продолжиме да работиме на тоа. Монстрите ќе се анализираат и лабораториски, пошто ќе се објават победниците.